Можеби со сите епизоди имате сватано дека сум фан на италијаните и има зошто италијаните се познати по многу добри работи. Пица, паста, фудбал, организиран криминал, но исто така и за колите. Италијаните се феноменални кога станува збор за коли. Денес возам нешто мое омилено. Возам Масерати Гибли. Вау, чудо од кола. Чудо, ако треба да се објасни Масерати со 1-2 збора, за мене тоа ќе биде вау и пошто го одзима секој збор, секој здив, секој поглед на улица кој ќе проде Масерати. Страшно каква појава е колава. Мислам дека полека ќе ме разберете зашто Масерати ми е омилен бренд, бидејќи е врвот во поглед на дизајн, во поглед на перформанси, во поглед на седан со такви перформанси, таков дизајн кој што ништо друго не може да се спореди со оваа елеганција и од една страна одлични спортски моменти околу дизајнот. Вау! Конкретниот модел е 2016 година, Масерати Гибли, ама 2022 моделот не се разликува во многу елементи околу дизајнот, се направени некои измени околу браникот и задните штопови. Конкретно тука ги имаме штоповите од 2022-2023 моделот на Гибли и клучниот елемент кој што во поновиот модел на Гибли е инфозабавниот систем, бидејќи тоа е критиката. И да, има некои критики кои што можеби се оправдани за Масерати конкретно тука, но мислам дека суштината на Масерати не е тоа. Многу други елементи зависат, многу други елементи кажуваат што е Масерати, така како треба. Ама ајде вака, да ги видиме сите и критики, мани, и да видиме која е суштината на Масерати. Појава од кола. Појава. Во суштина главната критика е околу инфозабавниот систем кој што го има кај постарите модели на Гибли и останатите модели на Масерати, бидејќи се во соработка со Chrysler. Всушност целиот инфозабавен систем е од постарите модели на Chrysler и се случува, искрено се случува да подзакочи, да нема најдобра слика, да нема најдобра резолуција, камерата да е како со пејџер, но наставно тоа се елементи кои што не ми се толку битни во Масерати, бидејќи суштината е возењето. Суштината е многу други елементи. Суштината не е дали мене камерата ќе ми биде толку јасна, можеби е, за да не го изгребам, бидејќи скапо ќе ме кошта, но не знам, денес тоа и не ми е толку битно. Искрено, не ми е толку битно што сликата можеби не е како во Kia со најдобрата чистина. Едноставно, не, гајле ми. Не е добар системот, во ред. Другото функционира, другото како што треба. Опремата што имаме, вау. Ова, во денешно време, ако го правиме конфигурација, во пакет Модена, тоа е средното ниво, SQ4 е во поглед на перформанси, има 410 конски сили, но во поглед на она што го добиваме внатре има 15 функции на седиштата. Ова се средно ниво на седиште, односно полулуксузни, кожен интериер, дрвени елементи околу интериерот и многу други додатоци.
Саатот на Масерати, познатиот саат, мора да биде тука. И е одличен мал детал кој што го менува целиот дизајн. Има една работа која што мислам дека никој од вас до сега не ја знаел, но кога имавме вебсайт, кога сакавме да примениме нешто различно, кога сакав да биде изгледот скроз поинаку од она што се нуди, сакавме да биде по овој дел на Гибли, по инфозабавниот систем. Всушност, се што ми се врзува околу Масерати, околу автомобилизмот мој, е околу овој бренд. Другата критика на Гибли се задните седишта. Зошто? Бидејќи да, просторот го гледате. Гибли во суштина сакаат Масерати да е во класа со BMW 5, Audi 7 и Mercedes C класа и E класа. Просторот позади не може да конкурира искрено со нив, но реално имам доволно простор за да уживам на одредени дистанци, но не да се возиме внатре 5 души, бидејќи тунелов усредина е и цела планина. Океј, пак е удобно, пак седиштава се стварно меки. Знам дека не ви интересира сега Масерати да видите каква практичност има. Океј, вратава ќе ја затворам, ама ајде да го видите тој елемент, багажникот. Ова е другата критика. Затворањето на вратава може да го направат малку по-софт, по-меко, инаку сосема доволно простор за товарање и не ми треба ништо друго. Куќи за качалки нема не се замарам да проверам сега, бидејќи не е тоа суштината на Гибли. Одиме сега да го возиме. Клучниот елемент на Масерати, на Гибли е возењето. Леле, како дете се осеќам. Вау! Клучниот елемент е возењето, бидејќи под хауб имам мотор во соработка со Ферари. Луѓе. 3.0 V6 мотор, 410 конски сили, односно 430 во новата генерација на Гибли. Нова генерација. Истата генерација само 2022 година се кажува. И овој мотор тука има 430 конски сили. SQ4 како што кажав, што значи погон на сите 4 тркала. Вау, клучниот елемент дефинитивно е тука и не ви е битно ништо друго од тоа што зборевме предеска, од причина што прво звуков. Отварате прозор и само слушате. Вау! Симфонија! Ферари и Масерати се феноменални во една работа. Во две. И никој не може ништо да им каже во тие две работи. Прва работа, звук, симфонија. Не ви треба озвучување, не ви треба ништо. Отворете го прозорот, слушајте. И втора работа, менувачот име путер. Трета, втора, газ. Трета, четврта. Не може да се изброи тоа колку е брзо менувањето, колку е фантастично, колку е само уживање. Масерати. Вау. Трета. Значи, уживате од брзина во брзина. Уф. Има тој италијански шмек да може многу едноставно да ти се протне во кожа Масерати и да... Видете, суштината е во тоа што има карактер. Колава има карактер, едноставно уживате кога возите. Имате конекција со возилото, знаете што се случува. Вие имате контролата. Див е како еден див коњ кој што треба да го зауздате, ама едноставно ве слуша на секоја наредба. Буквално ве слуша на секоја наредба. Сакате да биде див, стај го во спортска суспензија и имаш лудило од кола, лудило. Сите се вртат, сите се прашуваат што е, сите викаат полека.
Треперам се, не знам дали се познава. Треперам. Прво, ми се исполни детскиот сон. Ми се исполни желбата да возам Масерати. Една цртка во мојата листа е трната. Друга ќе биде кога ќе го купам. Ама, вау! Мајко мила! Мајко мила! Од друга страна, кога сакате да биде комфорен, нема никаков проблем. Ставете го во драйв, исклучете го спортскиот елемент, сакате сам да менува, може, цивилизиране, комфор, едноставно во ICE, они така го викаат, тоа е интелигентен систем за економичност и економичен. Видете вака, во Масерати не станува збор колку троши, колку практичност има, каква практичност, дали има ова, дали има тоа, не ве интересира, ве интересира да уживате. Да, кај Гибли е феноменален моментот што имате Ферари мотор и имате практичен автомобил. Што поише тоа? Крај. Сакам да бидам татко моментов и моите деца ги носам у школа и да уживаат и мојата љубов кон автомобилите да им ја пренесам, односно болест, тоа е болест, ама вау. Ги оставате и станувате звер. Кога сакате да им покажете комфорт, цивилизираност, да, има. И троши многу малку. Како што кажав, не е битно, ама еве, во моментов со најспортскиот елемент, со работење како хулиган, наставно има потрошувачко од 15 литри. Океј, знам дека е многу, ама 15 литри за 430 конски сили за звер, не се многу. А ако сакате возите цивилизирано, 8-9 може. Со многу внимавање, ама може. Како добро се однесува во кривини. Тоа е лудило. Од вака голем седан да се чувствувам како во некој тркачки модел, всушност тркачка кола е. Да, тркачка, бидејќи во модена пакетов можам педалите, ако не можам да се наместам со седиштето, со воланот, можам и педалите ги повлекувам напред-назад. Мислам, Масерати е. Се сваќате зашто толку многу го сакам. Звукот, дизајнот, тоа што го нуди, колку ти влегува под кожа, колку само се смееш додека возиш и не се замараш за ништо друго. Тоа е Масерати. Тоа е суштината кога сакаш да имаш автомобил и да уживаш со него. Мислам, гледате само како се вртат сите. Леле, ќе паднам у депресија сега, кој ќе го вратам. Уф. Дечки, не е клише муавет, ама стварно поради вас, ние сме најпосакуваниот автомобилски YouTube канал во Македонија и само поради вас имаме можност да возиме нешто што никој, ниту во Македонија, а ниту пак пошироко успел да го вози. Ви благодарам многу. Направете subscribe вие кои што немате направено, бидејќи колку повеќе нема, толку повеќе вакви интересни возила ќе имаме на тест. Направете subscribe. Јас паѓам од денес у депресија во наредниве неколку дена. Во Red Drive дефинитивно ќе им бидам најпосетуван гостин. Односно најчест гостин. Више не знам ни што зборам. Тоа е. Направете subscribe. Се гледаме во наредна епизода. Чао!